на помалите политички партии. На дискриминаторски начин им се оневозможува фер начело во изборната кампања за сите видови на избори што ги имаме. Локални, парламентарни, председателски. Ова дискриминација се забележува посебно во нееднаквиот пристап и во можностите во изборните процеси на сите политички партии. Им се ускратуваат можностите, а со тоа и шансите да се надпреваруваат. Регулативата е штетна, противуставна и изразито непропорционална однос на можностите, правата и обврските на сите политички чинители и субјекти кои се надпреваруваат во изборните кампањи. Со наши пари се плаќа политичка кампања на политичките партии. Не заборавајте дека има закон за финансирање на политички партии. Значи 2 пати. Завршува изборниот процес по бројот на освоени гласови повторно со наши пари. Значи 2 пати. Политиката зазема разни мести, што во позиција, што во опозиција. Земаат плата, повторно буџетски пари. И на крај за уште еден абсурд, за кој судов се има произнесено, и тука имам поинакво мислење, завршува мандатот на политичарот апанажа. 4 пати. 4 пати граѓаните ги плаќаат политичарите. И сега да збориме за реалност. Зборевме за политичката реалност, ајде да видиме другата реалност. Па ние реално сме меѓу најсиромашните земји во Европа. Веќе решена работа не е нешто што е исклесано во камен и нешто за кое што Уставниот суд не треба или не смее да одлучува. И од досегашното мое скромно искуство како судија на Уставниот суд, видов за 2,5 години дека многу пати сме имале решавање на веќе решени работи и многу судии заземале поинаков став од тоа не како тие сами заземале, туку како некој друг состав во минатото подалечно или поблиску заземал став. И се покажало како добро дека одиме чекор со општествениот развој, кога не се држиме слепо за веќе донесени одлуки. А особено како што прочита судија Нацар во нашиот акт, кој што вели ако има нови факти и околности, тогаш неспорно е, претпоставувам кај сите нас, дека треба да се одлучува. Ако се видат списите на тој предмет, таму се оспорени истите законски одредби. Истата содржина, значи нема измена никаква во законот. Слушам за некои политички ситуации, дека се менувала политичката состојба во државата и така натаму, но повеќе пати сум рекла, навистина сум алергична кога во Уставен суд на седница се зборува за воопшто за политика, кога се спомнува и какви се состојбите и така натаму.